На нива или зад компјутер? Така го научив земјоделството и стално сум имал некој порив зашто не можат подобро да се живее, зашто се бега од земјоделство и така натаму. Доматот е еден продукт кој што во класификацијата на продукти по економска вредност има поголема додадена вредност. Количеството на домат па можеби е намалено за добри 80%. Во голем дел земјоделието, затоа што кај нас се третира како наследен бизнис, зависи од односот меѓу таткото и синот. Здраво, Благоја, што го врти светот? Во денешница, парите, мене лично, ако ме прашаш, љубовта. Која ти е омилена земјоделска култура? Што е најубаво за одгледување? Доматот ми е дефинитивно, многу е тежок. Македонска работа. Да, доматот ми е искрено, да кажам, ми е најубав за во јадење. За јадење. Али е екстремно тежок да се произведе. На нива или зад компјутер? На нива. Дефинитивно. Со оглед колку ни старе земјоделското население, дали за 10-15 години ќе можеме да јадеме македонски домати, воопшто македонски производи? Па да, не дали, него како, значи, тоа е, да. Како еден човек треба да размислува ако сака да е земјоделец кој што добро ќе живее од тоа? Добро, прво треба да одлучи дали сака да биде земјоделец или да работи во земјоделството, значи да го сервисира или има други професии во земјоделството што исто така битно, нели? Но ако биде земјоделец, треба да свати дека е бизнис, дека работи во индустрија и треба да приде предприемачки, ако допрно почнува, или доколку сака да основа компанија, да приде исто така со сериозен бизнис план и да професионално, да кажам, да го свати како професионална ориентација. Што значи предприемачки да му приде на земјоделството? Да. Како? Здраво, јас ве собрав сега тука и ќе садиме, или да земе сам со своите раце малку да проба како е? Па и тоа. Предприемач по дефиниција е некој што презема ризик за одреден бенефит. Да. Најстариот предприемач, историски гледано, е земјоделецот, фармерот. Фактички така доаѓа и таа земјоделска револуција, каде што и се создава првата економија. Само многу луѓе тоа го запоставуваат и за жал, баш поради тоа што не го сваќаме како индустрија, малку ни се враќа негативно. Така да професионално да обрне внимание на земјоделството како посебен бизнис модел кој што бара не само технологија, него бара познавање на таа некоја бизнис логика, познавање како со луѓе, познавање како со логистика, познавање како со метеорологија, но не до таа мера експертска. Не може фармерот да биде, денеска фармерот ако го гледаш, е како да е и агроном, и метеоролог, и бизнис менеджер, и маркетингаш. Еден човек. Да, се еден човек, што он треба да има познавање, треба да има осет зашто му е нешто потребно, но за жал нема соодветен систем на поддршка каде што би отишол да ги земе тие работи што не ги познава, не ги знае доволно добро да ги работи. На 27 години ти одлучи дека ќе се занимаваш како тогаш млад човек во Македонија, кога практично трендот многу растеше на тоа младите да не сакаат со земјоделство се занимаваат. Ти одлучи, не, јас ќе се занимавам со земјоделство. Не е земјоделие, туку земјоделство. Да. Ти одлучи дека со таа гранка ќе се занимаваш, ќе произведуваш храна или ќе помагаш на некој начин во производството на храна и си отвараш првата фирма. Мојата прва конекција со земјоделството од многу рани години, затоа што и двете фамилии ми потекнуваат од такви региони. Едните се столчари, анимално производство, другите се градинари. Така да јас од мал сум имал желба да идам во рурални средини и така го научив земјоделството и стално сум имал некој порив зашто не можат подобро да се живее, зашто се бега од земјоделство и така натаму. Моите се економисти, јас завршив економска школа, али уште од средна школа и од факултет секогаш и дури така и сонови и мисли натаму ми иделе, можеби затоа што многу често сум идел таму. И мене ме поврзува и јас имам и емотивна конекција. Мене луѓето
значи мојата фамилија таму кога ќе отидам, јас ги чувствувам тие луѓе, така да негде од таму произлегува тој порив. На 27 години само што магистрирав, тогаш пун со енергија се одлучив да отидам во да работев еден краток временски период како джуниор истражувач во еден земјоделски во еден проект, шведски проект. Ама првиот момент, првите пари што ги добив, отидов купив ниви, почнав да градам оранжерии и го земав првиот кредит. Значи обратно направи. Обично нели луѓето првата генерација, ако е едната генерација на нива, следната доаѓа во град и учи економски, ти обратно. Има сериозни турбуленции имав дома. Значи татко ми беше. На нива. Да, татко ми, ја избагав од тоа, ти се враќаш на тоа. Мајка ми беше она иницијално малку со кураж, ама после кога виде со што се соочив, па тука леле зашто се одлучи, али јас ако правам ретроспектива, буквално не ми сменил ништо, имаше многу тешки периоди кои што и се одразија, значи, на приватниот живот, па малку и да кажам здравствено, но тоа е дел од патот, значи тоа е дел од патот кој што мора да го изодиш за да дојдеш до некој ниво каде што би можел да живееш од тоа што го сакаш да го работиш. И сега има некои луѓе со кои што сме разговарале, ние правевме во рамки на еден проект исто, правевме фокус група со луѓе кои што работат, нешто произведуваат. И една од жените вика, јас имав фирма која што прекрасно работеше во Куманово, ама во еден момент посакав да имам овоштарник и да садам овошје. Ајде психолошки помага ли, што е подобро, затоа што нели ова го оставаме како дека е полошо за да дојдеме да работиме во канцеларија на компјутер. За некој тоа е добро. Јас си го сакам и канцелариското работење многу, особено нели колегите ако ти се погодат и слично. Меѓутоа, дали е подобро за некој кој што е навикнат да трча во село во ширина да живее, да дојде да работи во канцеларија? И како да го испромовираме овој сегмент кој што е нива? Затоа што ако видите земјоделец кој што добро го работи земјоделието, тој вози одлична кола, има 3 станови во Скопје, има плюс ниви кои што ги гледа, продава, оди на саеми во странство и слично, тоа воопшто не е лош начин на живот. Да, добро се конкретно тој опис сега последното профилирање што го направи, пак е за одедена, да кажам, ако потесен профил на фармери, на земјоделци, кои што се малку прогресивни, има доволно развиен начин бизнис модел, но не се ни остатокот она што се покажува дека е сериозна длабока социјална дупка и така натаму. Има и такви случаи. За разлика од оние бизниси кои што се во контролирана средина, мора да се сфати дека земјоделството е во средина каде што не така ги диктираме ние, го диктираме темпото. Значи, растението го диктира темпото, а и оно што го викаме, нели, екосистем, значи животната средина во која што функционира, нешто вегетира. Така да тоа не е баш така едноставно. Така, уште од почетокот на човечкиот род се молеле луѓето да им се погоди времето, инаку нема да јадат. Сега малку за среќа, предпоставувам, ние ги менуваме и овие текови, односно постои контролиран начин на производство, дури и во урбани средини. Мене ми беше многу интересно кога пред да дојдеме, кога разговаравме, ми кажа дека може и во град, не знам, еве сега конкретно се наоѓаме во општина Кисела Вода или во општина Карпош или во општина Центар или во Битола во градот, дека има начин како да се одгледува во рамки на една зграда. Ова многу интересен концепт ми е мене, како би изгледало комплетно контролирано производство во зграда. Да, при тоа, да не ме сватиш погрешно, тоа се уште, ајде да кажам, некој си се уште на ниво на иницијатива и не можеме да збориме за квантуми, не можеме да збориме за радикално менување кога се збори да обезбедиме безбедност на храна, значи food security за државата. Да. Така да ние, мислам, ја како познавач, значи во областа, еве популарно кажано експерт сега, и тимот наш, ние работиме на нешто што е малку по комплексно и пообемно.
Урбаниот фарминг, оно што ти го спомна, е многу интересен тренд. Не е за подценување, дефинитивно не е за подценување, затоа што тој има повеќе форми. Тој може биде во vertical farming, целата поента да се искористи одреден простор. Значи, кој што со денешна современа технологија може да сетира одредено земјоделско производство, кој што може да постигне одреден обем, да може да го храни, да го одржува, но не можеме да размислуваме за некој корпоративен пристап во моментов, затоа што има уште предизвици во оптимизација. Сигурно, и така натаму. Но што овозможуваат вакви алтернативни модели на да кажеме на производство, овозможува блиско да се дојде поблиску до пазарот. Например, ако се направи вертикално производство на една поголема зграда, мислам дека може да таа зграда, ако има например 40 или има згради по 200 станови, тој е сериозен пазар каде што има сопствено производство. Одам на кров, си земам патлиџан, домат, пиперка, било што. Има многу креативни моменти сега како да го изведеш тој момент, но сакам да кажам дека ни одблиску не можеме да го размислуваме како национален некој модел до ова. Така Ке те прекинам во делот на национален модел затоа што многу ми е интересен тој момент. Безбедност на држава зависи во голем дел од храна, ние тоа воопшто не го гледаме. Ако Холандија зема семиња од целиот свет, па тука ја вклучувам и Македонија, има многу македонски семиња во нивната банка на семиња што си ја прават. Ние не мислиме на тоа и сега доаѓаме до една состојба каде што не знам, овош и зеленчук која вообичаено се произведувало во Македонија и било за нас многу достапно и ефтино да си го купи секој човек и здраво да се исхранува, одеднаш цената екстремно оди горе. Во голем дел почнуваме да зависиме од тоа дали некој доволно ќе произведе за нас да ни извезе и ние да јадеме. Како треба да се гледа на храната во однос на тоа да бидеме безбедни како држава, ако не гледаме на тоа да имаме доволно храна, барем за 1.800.000 луѓе, па и не сме премногу за жал. Види, Јована, ние сме, ја тоа викам, Македонија, незината големина, па и од одредена и сиромаштијата, до одредена мера ни се и дефенс, одбранбен систем. Ние сме толку мала популација да можеме брзо да се поставиме во одредена ситуација, колку го тоа да звучи, да кажам, преоптимистички. Не сме доведени во таа ситуација. Има доволно достапност и мислам дека во тој дел не сме загрозени. Повеќе сме во загрозени од ценовен аспект, од социјален аспект. За тоа и прашувам. Ако сами не си произведуваме, ќе треба туѓото да го платиме поскапо, само транспортот да го пресметаме, па веднаш е поскапо. Знаеш што е проблемот? Знаеш што се е проблемот? Не се гледа генезата на проблемот. Ово што нас ни се случува не е поради некоја одлука во одреден моментум, него ова што нас ни се случува е долгогодишни, значи несоодветни потези за да дојде во оваа ситуација. Ни се врати сериозно ни се врати. Еве го спомнавме доматот преска. Доматот е еден продукт кој што во класификацијата на продукти по економска вредност има поголема додадена вредност, например во однос на другите, например во однос на зелката, ако гледаме за граинарство, што значи дека по тон вредноста и оно што го креираме како додадена вредност, значи agricultural GDP, вредноста како расте, преку доматот, ако произведуваме повеќе домат, повеќе ќе ни се врати финансиски. Доматот, за жал, поради сериозните високи трошоци, несоодветна технологија, несоодветна адаптирана поддршка, многу луѓе избегаа од доматот. Доматот, како бизнис моделот на доматот, значи секоја култура си има свој бизнис модел. Добро. Бизнис моделот на доматот бара иницијално, да го старташ процесот, иницијално бара многу пари. Значи, за почеток. Да, например, на 1 хектар по класична оранжерија, пластеник, 1 хектар за да старта, се секам ја која се занимава, беше негде околу, ја имав околу 8.000 квадрати, негде само за да го стартам производството, околу 15.000 евра тогашни, сега препоставувам дека е намалку 20, и плюс, значи, оние вариабилни трошоци кои што произлегуваат во текот на сезоната, за да дојдам до моментот да направам првата продажба.
Па и така веќе се адаптира системот. Земјоделците повторно покажуваат голема мудрост во однос на тоа како се адаптираат на пазарот. Конкретно за доматот, можам да кажам дека количествата на домат, понашто последно вака и визуелно сум го видел на терен, па можеби е намалено за добри 80%. Само еден пример, село Куклиш, кој што е најголемото градинарско село во Македонија, значи, скоро, да кажам, 80% од земјоделците веќе не произведуваат или рано градинарски, значи пролетен ран домат, или есенски комплетно го тргнаа затоа што подлежи на сериозни болести во есенскиот период, поради тоа што е потопла температурата и понестабилна и климата, се соочуваат. Ама тоа есенскиот е вкусниот, така? Па, највкусен е сезонскиот, што е изложен повеќе на сончеви здраци и поприродно е. Јас сум малку контра тие вансезонски, али го гледам од бизнис аспект, нормално, затоа што треба да обстане фармата. Така да имаме сериозен, драстично ни се намалија оние култури кои што ни носеа сериозна додадена вредност и носеа некоја држливост на фамилиите. Сега за жал гледам се повеќе се иде на зелка, на зелена пиперка, доста е застапена куртовската капија, ајварката позната. Тоа ми е многу драго и ама цената никако да падне. Не, и држи цена, што е искрено тука. Не знам, повеќе сум на страната на земјоделците во однос на цената на куртовската капија. Мислам дека има преголема реакција и малку треба да сватат луѓето од урбаните средини дека им се враќа тоа што долго време ги запоставуваме. И нормално, земјоделците како? Ние велиме дека треба да бидат бизнисмени и да не кукаат. Епа настануваат и такви моменти на пазарот каде што и ајварката и црешата оваа година ќе бидат и по 500 денари. Добро, ова звучи страшно, ама затоа што многу луѓе се одселуваат и не се воведуваат нови технологии кои што ќе ни обезбедат повеќе да произведуваме, па цената соодветно и да си падне. Ни се случува тоа што ни се случува. Јас агрономите по ниво на важност во едно општество ги ставам на ранг на доктори. Да. И Министерство за земјоделие. Живи и здрави, храна и доктори. И не само тоа. Медицината, за жал, на нас не ни е превентивна медицина. Не, за жал. А за да имаме превентивна медицина, треба да имаме добро земјоделство, да разбираме како прво храната се произведува. И многу луѓе тоа го подценуваат. И да јадеме здрава храна. И да јадеме здрава храна, така е. Интересно ми беше кога разговаравме, ти ми рече дека во голем дел земјоделието, затоа што кај нас се третира како наследен бизнис, зависи од односот меѓу таткото и синот. Те молам тоа објасни ми го како еве во делот на ајварката или нешто слично, односот и технолошкото напредување зависи од таткото и синот, како е однос, или мајката и ќерката, сега да бидеме фер, кој да сака да наследи нива. Да, ја тоа малку така посимволично го кажувам, во реалност е стварно така. Земјоделството не е само технолошки проблем, значи е социјален проблем. Македонија се соочува со сериозна демографски предизвик. Значи ни старе руралното население, каде што тоа е екстремно брзо. Екстремно, значи брзо, малку ќе подобјасам од каде тоа произлегува, али не треба да кукаме, не треба да се жалиме, тоа е тренд во Европа. Тој тренд во Европа, имаме генерален, значи негативен демографски раст и во Европа, тоа кај нас се проследува, но треба да сватиме предизвик на кој што треба да обрнеме внимание. Сопственоста, клучниот проблем на тој однос што го споминјам на татко-син, доминантната собственост на главниот ресурс во бизнис моделот на фармингот на земјоделството е почвата. Значи нивите. Тие се во најголем мера се во собственост на таткото, значи на постарите генерации, кои што на крајот испаѓа дека и главниот носител на одлуката. Се зборам, ова е некоја просечна перцепција, не велам дека сегде е така, и исто така многу е битно, различно е во различни средини, и ќе објаснам, многу е поврзано со кои типови на култури. Затоа што секоја култура си има свој земјоделски менталитет и тоа многу луѓе
не го разбираат. Може овие со доматите повеќе да се сакаат отколку... Не, например, винариите и Добре. оние кои што се занимаваат со винарски бини се попрогресивна, да кажам, категорија на фармери. Притоа не кем да звучам навредливо, него повеќе се отворени за да примаат нови технологии, нови идеи. Додека, например, со житарици се малку позатворени, поконзервативни. Само ако одлетавме во друга тема, али многу кажува дека баш кога ќе се пристапи на проблемот да се земе во прибит и тој бихевиоралистички, тој однесувачки однос кај фармерите, да се разбере кои се, зашто се такви, како донесуваат оние одлуки, многу полесно ние ќе знаеме како да им пристапиме. Гледа, во однос на дигитализацијата, претходно го споменавме, како да се дигитализира македонското земјоделие. Ако се пристапи на проблемот дека не е само технологија, хардвер, летаме дронови и така натаму, дека е соодветна поддршка. Како ќе се лета, како ќе се лета, како ќе се одржува. Тој е оној пример што го зборевме претходно пред да почнеме. Имаме случај, купува човек дрон, после 2 недели доаѓа вели, ама ја не знам ова како да го летам, како ова сега, каде е тука дигитализацијата? Дигитализацијата е процес, не е моментум, не е човек дигитализацијата. Не е да го купиш, туку треба да го користиш, да го одржуваш и слично, и тоа треба да ни е дефинитивно јасно, меѓутоа исто така е интересно кога луѓе што потакнуваат од бизнисот ќе отидат во земјоделството. Добар пример беше баш жената со која што разговаравме, која што имала сопствена компанија, меѓутоа таа компанија потоа ја остава и почна да се занимава со овоштарство и тоа го работи добро. Дали треба, можеби, наместо бизнисмените, можеби сите нема да одлучат да бидат еден ден и земјоделски бизнисмени, но дали треба, можеби, да ги учиме земјоделците малку на бизнис логика, на извоз, на маркетинг на продуктите и така натаму. Ние сами си измисливме дека ни е најдобар доматот и дека ни е врвен, но што ако самиот земјоделец знае тоа да го испромовира. Пазарот е најдобар пример за промоција, најдиректен пример за промоција. Не знам, например, кај винариите ги спомна, не е само технолошкиот напредок. Винариите во Македонија си направија Wines of Macedonia здружение, со кое што настапуваат на огромен број светски најразлични, не знам, настани, на меѓународни саеми за вино и слично, и македонското вино одеднаш не е тоа што се продава на големо, најефтино, туку може да биде врвно вино кој што може да го најдете, например, во најдобриот ресторан во Белград, сигурно ќе има македонско виноска. Зачнавме многу прашања сега, да се сведам на женава. Ја спомна бизнисот во земјоделството, али многу јасно и кога го постави прашањето, она го оставила тоа што претходно го работила и се посветила на земјоделството. Значи и станало секундарно. Инаку се уште го има бизнисот, вика тоа фирмата моја си работи, си тера, одам јас од време на време ги гледам све како функционира, може би го оставила на дете, не знам. Не навлеговме, меѓутоа вика тука се посветив затоа што ми е убаво да станам во 6 сат, па да ги видам овошките, па да видам што ќе направам и слично. Да, Јована, не го знам точно бизнис моделот, кој кафе може и некоја бутик фарма. Тоа многу луѓе, бутик фарма, значи мала количина органско, на пример, има некои детали, некои карактеристики по кои што се позиционира на пазарот и така го, мислам, така остварува одредена одржливост. Но она како професионална ориентација, мислам дека дефинитивно може да биде е предизвикувачки сектор, е волатилен сектор, но мислам дека ако се пристапи сериозно, ако се дедицираш на тоа и ако не се свати дека не е тоа вложам се во берза или отварам IT компанија и ќе почнам со некои обрти. Во земјоделството можеш за 2 години да направиш 1 милион, но може за 1 година да се вратиш 2 милиона назад. Тоа е, но за да не се случи тоа,
постојат митигацијски стратегии, значи постои начин како може тоа да го Попаметен начин на функција. Најчесто, ја тоа стално викам, во земјоделието има 3 основни начини како можеш да му го пристапиш. Фамилиарен начин, затоа што тука се држи она емотивна конекција помеѓу производството, растението. Знаеш, ти обстануваш од тоа, мора да станеш во 2 сата да пуштиш вода. Да. Ме разбираш, мораш да наѓубриш. Го имаш оној средниот оддел, кој што е најтежок, конкретно моето искуство, првата фирма, тоа нит си таму, нит си таму. Нит си корпоративен, нит си фамилиарен. Фамилиарен не си, затоа што ја релативно млад влегов и се ослонив на аутсорсинг на голем дел од работите, но немаш доволно финансиски потенцијал да можеш тоа да го издржиш во однос на волатилноста на пазарот кој што постои. Ке те удри пазарот 2 пати, те враќа назад и ти има се повеќе. А ако си бил фамилиарен, тие некои трошоци кои што тебе ти се јавиле, што ти тебе и маргината, така, ќе си успел. Корпоративен начин на работење. Значи фарма, ајде да кажеме, фарма кој што е по некои македонски стандарди, ќе почнеме од 100 хектари, 200, 500, 1000 хектари, тука веќе и во Македонија, доколку се пристапи професионално, да се искористат само овие технологии кои што ни се достапни, не да правиме од дигитализацијата или од некоја современа технологија баук. Прецизно земјоделие постои во корпоративно земјоделие скоро 30 години. Сега почнаа технологии, дигитални технологии кои што малку ги направија поблиску до помалите земјоделци. Така да сесија, ако се пристапи професионално, ако се знае тоа што не го знам, дека треба негде да го купам, да го платам, за да може да го направам, сосема солидно може да се развие земјоделскиот бизнис. И не значи дека ако ти почнеш од земјоделско производство, дека ти нема понатаму да се развиеш и во соодветна логистика. Да. Значи, тоа е оној малку, ајде да кажам, се уште оној геп што го имаме со Западот, да го разбереме како функционира бизнисот. Што значи оплодување, затоа што е бизнисот во суштина, земјоделскиот бизнис. Ти ставаш одредена инвестиција во некој механизам, така, кој што треба да работи и да креира додадена вредност кој што ти ја наплаќаш. Значи наједноставно. Како и секој друг. Како во земјоделието да го изолираме, како некоја месечинка што вака врти и никако не може да се вклупи. Пази, во дигитализацијата се уште има огромен геп. Значи, дигитализацијата во земјоделие како индустрија е се уште во многу рани фази на развој. И кога имаш рани фаза на развој на индустрија, имаш многу негативни екстернали, имаш многу фейлери, се случуваат и така натаму. Ама и можеш да го фатиш со време возот. возот. Ама така настануваат сите трендови. Апсолутно. Кога почнал Амазон, кога почнал, не знам, Microsoft, тоа било исто револуција. Така да, апсолутно, ние баш кога го изучувавме на факултет дел од тие процеси што се дигитализирале, на пример кај книгите. Како практично, оние кои што одлучиле да преидат од класичниот традиционален модел, се дигитализирале, тие што се дигитализирале продолжиле напред, некои го одржиле и традиционалниот дел, имаат и продавници и слично, тие кои што не се дигитализирале, не продолжиле напред. Сега има и примери, не знам како, пример на бизниси кои што одлучуваат дека главно ќе им биде традиционалното, ама веб страница мора да имаш и мораш да го дигитализираш, на пример, внатрешниот процес, каде имаш продавници, колку вработен имаш, каде ти се троши повеќе, тоа е исто некоја внатрешна дигитализација и вие баш ми е драго што еве во Македонија има компанија која што тоа го работи и го прави. Сега, за мене, за жал, за тебе, за среќа, повеќе работите на дворешни пазари, односно на европски пазари и проекти. Како изгледа тоа во другите држави? Кажи ми некој пример, не знам како Холандија го развива земјоделството. Затоа што во Холандија, кога одите или во Германија, или во било која држава европска развиена, кога одите со возот од двете страни, вие немате пропаднати села, имате прекрасни едни села, па едни прекрасни крави, значи побави крави не сум видела во животот. Добро, тоа е физичкиот... Па да, меѓутоа, никако нивите се убави, се некако изгледа убаво и не изгледа, нема отпад околу, се е некако чисто, прекрасно.
И си викаше, па добро, може би не е лошо луѓето што одлучиле во Холандија, наместо во град, во гужвата, да си бидат тука на оваа лепота. Како го создале тоа? Како ние да стигнеме до там? Па и Словенија, каде што се живеа. Да, знаеш како за стадото да иде напред, треба да имаш и добар овчар и добри шарпланинци. Да го држат стадото. За жал, некам песимистички да звучам, Балканот има некоја таква традиција да си страдаме од тој некој момент. Види, прво во однос Холандија да земе, при тоа морам да земам да земе први дека една Франција е многу јака, Шпанија, Германија. Секако. Тоа се сите големи играчи во земјоделство каде што има Сите, еве и Америка. Да. Значи сите развиени земји Иако во Америка, бизнес. морам да ти кажам нешто, во Добре. Америка видам многу деструирани, значи уништени рурални средини. Да. Не Ама сме еве, ние например, толкова. Калифорнија. Да. Ни се допаѓа баш пред кратко, близок беше во Калифорнија, вика, они многу вложуваат во земјоделство. Да, имаат сонце, како Македонија. Да. Убав домат има, Таму е например, јас сериозен, не сум знаела. збориме милиарди. Ама, баш, и се гледа. Сега, Америка не е хомогена. Има многу неразвиени делови, има екстремно развиени делови, ама еве, да ја земеме за пример таа што има сончеви денови, како што имаме и ние, го развиле тоа. Меѓутоа, конкретно Европа, сите развиени држави, имаат прекрасно едно земјоделство. Што прават? Што е тоа? Ако треба да избереш една работа, или две барем, да не претераме соопширно, што е тоа што Данска го прави, што го прави, јас Данска, да си прашам, што го прави Холандија, што го прави Франција, Шпанија во земјоделството? Па, уште ќе се навратиме како на почетокот. Значи, пред се го гледаат земјоделството како бизнис. Второ, државата го препознава како бизнис и креира соодветни мерки за да го одржава како бизнис. Тоа се земји кои што прво креираат сериозен GDP од земјоделство. Додуша, развиените земји е многу мал процент, нели, проценталното учество на земјоделството во генералниот GDP е репер за дали си земја во развој или си развиена земја. Не знам дали си конкретно со тоа запознаен. Да. Него тоа е, едно е земјоделците се гледаат како предприемачи земјоделци. Има една конзистентност каде што можеш да видиш кај сите земјоделци. И европските земјоделци се жалат. И они излагаат на демонстрации. За жал, во последниве неколку години и од реално оправдани причини, европското земјоделство е во сериозен, да кажем, предизвик да стварно се одржи. И така натаму, така да формата е таква како што ја презентираш. Да, убави современи оранжери и така натаму, но морам да ти кажам дека точно, они го имаат до максимум оптимизирано производството. Да. Имаат соодветна контрола на безбедност, па и на сигурност на производство, обезбедуваат доволно на пазарот, но се соочуваат со други сериозни проблеми, а тоа е одржливост на ресурсите, тоа се габаритни системи кои што зависат од енергенси. Така, тие растаа сега периодов многу Тачно. во цени. Растат во цени, енергетската зависност на Европа се, да не навлагаме, тука е поврзано и со многу други работи. Европа во последниве 10 години, па и да кажам 20 години покажува сериозна увозна зависност од Латинска Америка, од Јужна Африка. Да. Значи тоа се веќе центри кои што сериозно инвестираат и Тука го има на младите, не сакаат да работат на нива, но има се повеќе промоција на трендовите на враќање. И тоа не е случајно ние што го гледаме, точно. па го слушаме, па не знам, од сите страни. Тоа е намерно. Значи, промоцијата на тоа што значи ти да бидеш земјоделец, дека ти не си... ние многу лош термин користиме селјак. И тоа мене многу ме нервира. Селјак е друго. Да. Некој кој што работи во село на ниво треба да биде бизнисмен, Добро, тоа е треба биде селанец, да. селанец, предприемач, има земјиште. Значи, например, уште сме на ниво не треба да, мислам, треба веќе тие стигми да ги тргнеме. Да. Ја мислам дека толку сме веќе отворени кон светот. Сега, например, во Европа стануваат модерни. Тоа сега малку и произлегува од социјалните медиуми, сите гледаме, Да. ја лично можам да споменам дека сум
таков човек, сакам да бидам во природа. Си ги гледаме тие нови трендови, бавча, урбано, сам да си произведуваш. Тоа звучи така доста интересно. И не велам дека не е остварливо. Ке влезе чевијата така. Да, не, и добро е дека има примери. Јас не ги осудувам, него сум човек кој што доаѓа од реалниот сектор и сакам да напоменам дека дури една мала бавча да одржуваш, тоа е сериозна обврска, Да. доколку сакаш од незе стварно да направиш во годината и 10 салати, нели, и да скинеш нешто за внукот, нели, тоа е сериозна обврска. Значи, затоа што не се работи земјоделството не е машина која што јас сабале станувам, погонот го уклучувам и тоа иде на лента, нели? Тоа е еден систем кој што бара континуирано нега. Значи тоа е жива материја како жива во рака, треба цело време да ја адаптираш. Сум за такви модели, не може да биде мејнстрим и ќе треба време. Но она што се вика независност, фамилиарна независност во производство на храна, има доста трендови европски. Дури има сега има и трендови да општини прават посебни бутови, значи и во урбани средини каде што ги обезбедуваат со соодветен систем на наводнување, мали куќарки за сместување на алат и така натаму, каде што еве на пример тоа го имам видено во Шведска, луѓе плаќаат баснословни пари да го изнамат тие 30 квадрата за да може да произведуваат собствена храна. Така да, повторно се навраќаме на претходно, тоа е исто поврзано со урбан фарминг. Само да ти кажам дека ние сега чекаме одговор, аплициравме сериозен проект во таа тема, каде што во Македонија ќе се тестираат два типа на урбан фарминг, еден е вертикално на кровна зграда, а другиот е ваков парцелизиран. Така и треба, значи... Мала промоција. Не е мала промоција, добро е, затоа и те поканивме, значи дека трендовите од светот тука си треба да се искористиш. Сега, нели, ако во Холандија и во Франција и во Шпанија и не знам каде да се работеле, може да се искористи експертизата што има твојата компанија, зашто да не се користи и тука. Само едно прашање. Работеше со многу универзитети. Што е сега најновата работа во земјоделството? Што е трендот? Што е сега buzzword или за што зборува академската јавност во светот кога е земјоделството во прашање? Ајде малку out of the box. Сме виделе тотално откачани работи врзани со одгледување на храна. Во светот сме виделе поново принтање на месо, што исто една професорка тука го зборуваше. Буквално светот е отиден светлосни години напред во делот на науката. Примената е веќе нешто друго. Што е сега хит во науката? Што се истражува? Кои се некои работи кои што би можел вака да ми ги споделиш? Добро, генерално политиките, за жал за земјоделците, се адаптираат на тоа, се насочени кон адаптација на се оно што произлегува од зелениот договор. Сега тој е популарен и тој договор има своји дериватни стратегии, значи како што е стратегијата од фарма до вилјушка, стратегијата за биодиверзитет и така натаму. Така да голем дел од научно-истражувачката фела е насочена како да го адаптира земјоделието на тие нови трендови, затоа што нели се во правец на повеќе јаглородни гасови, помало користење на хемија и така натаму. Мислам дека тој тренд е, како да кажам, доста создава еден притисок кај земјоделците и некако прави дисфокус на оно што реално земјоделците се соочуваат, а тоа е оптимизација на собственото производство, имајќи предвид кризата со енергенси, високата цена на ѓубривата, луѓето. И сега, во тој правец, нормално средината си се адаптира, индустријата си се адаптира, дигитализацијата доста помага во тоа, затоа што таа овозможува одредена податочен систем, значи податоци да добиеме за тоа да видиме како ние сме синхронизирани и колку ние успеваме да се прилагодиме на тие некои нови трендови. Технолошки трендови. Сакаш да ми кажеш, ние со податоците и во земјоделството и таму сме актуелни. Да. Ќе го избијам земјоделие до следниот пат. Мене конкретно што ме плаши во однос на Македонија. Мене не ме плаши дали ние утре ќе имаме храна или нема да имаме храна. Добра.
западново земјоделство и посебно превозково земјоделство толку динамично го прати таа дигитална транзиција до таа мера да веќе се креира солиден, како се вика, дигитален простор со сериозни податоци за земјоделско производство, податоци кои што доаѓаат од сателити, преку обзервација од Вселената, кои што правецот во кој што иде, гледам дека многу набрзо клучни, да кажам, одлуки, дали на ниво на земјоделие, дали на ниво на земјоделец или на ниво на држава, ќе се засноваат на реални дигитални податоци. Се снима од сателити, се гледа, толку произведуваме, тоа произведуваме и така натаму. Таа технологија... Се не снимаат, што би рекле некој. Да, малку има орвелизам во цела Африка, ама поентата ми е дека две специфични технологии најдоа многу јака заедничка точка, а тоа е така наречен Earth Observation технологија, наблюдување на земјината топка преку сателити и вештачката интелигенција. Тоа овозможи да квалитетот на сликата, квалитетот на сликата кој што се добива од сателит со помош на вештачка интелигенција и дополнителни податоци може да даде многу јасна слика за тоа што се случува на површина. Слика која што, ако се малку почнат луѓе да играат и да корелираат со податоци за демографија, социјала, економија, може да се направат сериозни чуда. Се надевам дека ќе се направат. Гледаш ли сега, не сакам да звучи било како да заземаме страна, дали сегашна власт, мината власт, пред неа и така натаму, но те контактираат ли? Еве институциите. Ајде да ги гледаме засебно од владачките партии. Се случило ли да се јават, не знам, еве Благоја, ти си за ова, кажуваш со сателити може да се следи, да се снима, демографијата ни е проблем, си на нива, си со луѓето цело време. Те контактираат ли за памет, да кажеме? Што треба да биде, мислам. Видете вака, сега, за тоа дали ме контактираат или не, мислам дека пред се за тоа доведувам јас лично и мојот пристап кон работата. Не им креваш на телефон? Да, не им кревам, него можеби не се појавувам доволно многу на радарот за да може да ме препознаат, но тоа е моја лична одлука. Тоа не можам да го замерам на некого дека мене некој не ме почитува или не ми го слуша ставот. Но ја не сум битан во целата приказна. Мислам дека во Македонија има многу паметни луѓе. Посебно во фелата. Луѓе кои што знаат, ја разбирам индустријата многу повеќе од, да кажам, брутално лукративен аспект, од бизнис аспект. Иако го сакам многу тоа што го работам. Но во Македонија има експерти директно од областа, од земјоделството, но и како се вика, од комплементарните дисциплини, кои што сметам дека недоволно се слушаат. Ја тоа го велам, има некој си синдром на тие луѓе да бидат во ровови. Да, или маргинализирани, или само во емисии кои што се само за земјоделство, а сите други бизниси ги гледаме и на вести, и на други, и на вакви емисии, така затоа и те викнав. Затоа велам и тоа го напоменав, како да земјоделството е нешто посебно, нешто на страна, мислам на страна. Да, и како луѓето во земјоделството тоа е малку Јована да знаеш и рецидив од самата транзиција. Самата транзиција ги понесоа дисциплините како право и економија. Се запостави земјоделството и тоа ни се врати. Тоа ни се врати и тоа не само низ призма на земјоделецот, него низ призма и на академијата, и низ призма на државата, и низ призма на невладиниот сектор. Мислам дека во невладиниот сектор толку средства влегоа овие 35 години, да мислам дека требаше да се очекуваат малку поголеми резултати. Во невладиниот сектор поврзан со земјоделството? Да, и руралниот развој, затоа што зашто едното и другото се многу тесно поврзани. Тесно поврзани и морам да признам дека државата
малку повеќе обрнува, што и малку и логички, затоа што има политика во целата приказна. Многу повеќе обрнува внимание на темата земјоделецот и неговата улога, но помалку обрнува внимание на средината каде живее земјоделецот и кои аспекти се врзани со тој тип. Дали има наводнување, вода, интернет. Добро, интернет има во Македонија секаде, ама дали има градинка, школа, забава во таа област. Да, млад човек. Како ќе се врати млад човек? Не знам. Тоа сакам исто. Баш ме занима. И не интересира. Цело време мора пат да се гради. Океј. Ако е скапо пат, комплицирано и политички, има и други решенија. Да. Зашто не сме покреативни? Зашто не направиме логистичка инфраструктура? Не знам, мобилни амбуланти, мобилна совета дамна служба за земјоделие, дејкер, не знам, има многу пропаднати школи и не медицински, него како хелт центри по рурални средини, кои што се запоставени. Имаше многу добар пример во едно село, кое што е дел од малку поголема општина, исто рурална е целата. Мислам дека беше Новаци, ама не го кажувам да не сгрешам. Да, но добро, Новаци едно од селата таму, сега се намалува бројот на децата во селото и тие мораат практично дел од децата од пето оделение нагоре да ги префрлат во друго училиште, кое што е многу блиску. И тука има станува празен простор. Тие одлучуваат во празниот простор не да го остават да пропадне, туку да направат градинка за грижа за децата на луѓето. Им пораснал бројот на родени деца во тој период затоа што родителите имале каде да ги оставаат децата веднаш до дома. Например, ако детето од петто оделение може да патува, детето од 2 години не може да патува. Значи, премногу е мало, мора родителот да го носи. И тука се направило, да кажеме, некој плюс во самото село. Мислам дека е многу тоа индивидуално и треба да се свртат кон своето население и општините и да видат што им треба во тие рурални средини и само ќе се каже. И не треба да се комплицираат проблемите, да правиме баук од проблемите. Проблемот е зададен. Да. Има, значи, не треба ние да измислуваме топла вода. Има доволно достапни решенија сега и канали како да ги решим. Само еден прост пример да ти кажам. Во македонското земјоделство, значи во градинарското производство, голем проблем е заштитата. Значи, на здравието на растенијата, прскањето, пестицидите и така натаму. Најголем проблем или проблематично? Прво, технолошки несоодветно се применуваат, значи, праксите за заштита на растенијето, втори многу е скапо. Заштита на растенијето, кога ќе видиш во структурата на трошоците на една фарма, пестицидите опфаќаат еден многу сериозен дел од трошковната структура. Поентата ми беше едноставноста на проблемите. Многу е битно кога се аплицира заштита да биде синхронизирано. Ние имаме уситнати земјоделски парцели. Добре. И парцелите се едни со други, едни до други. Ако ја денеска прскам, соседот не прска, џабе сум прскал. Истата болест, штетник ќе ми се префрли после некое време кај мене. И многу размислуваме кој е најсоодветен начин да се адаптира решение да синхронизирано се спроведува како се вика заштита на растенијето, а при тоа да не употребуваме, да не комплицираме ниту дигитални технологии. Зашо камбаната не се користи? Секој село има камбана. Да. Значи, мислам, малку е екстремен случајот, него сакам да кажам дека не треба пари за да можеш одреден систем да го воспоставиш. Некогаш е таму, само треба да се искористи. Тачно, треба да го искористиш. Да. После тоа ќе воведеме некоја локална апликација да само и тие апликации не треба баук да се прават. Комплексни апликации се знае кои треба да ги користат. Агрономи. Земјоделецот треба да користи наједноставни апликации. Да, ајде денеска прскаме сите. Да. И прскате сите. Да. При тоа, да не бидеме сватени погрешни. Тоа не значи дека они не се доволно интелигентни да сватат некоја покомплексна материја. Не. Али они веќе работат комплексна материја. Ама зошто да не, ако имам нешто да ме потсети, да. Па во сите бизниси не многу внимавам на тоа, затоа што доволно е загрозена перцепцијата на земјоделецот. Јас имам прашање во делот на перцепцијата на земјоделецот, ама и представувањето на земјоделецот и нели големината на површините и така натаму. Порано постоеле задруги, сега не постојат, додека во Европа има такви здруженија.
Треба ли да се направи да се врати нешто како задругарство? Ние, например, Југославија не била совршена, да била ќе потраела и ќе Тука постоела. сум љут малку на земјоделци. Моето прашање е зошто се што било добро не сме задржале, така си направила Словенија. Тоа што е добро ќе го задржиме, ќе го напредиме, тоа што е лошо Малку е поразлично. и не бива, ќе го фрлиме, ќе го изфрлиме. Меѓутоа, зошто ние не го направиме истото? Тоа ми е прашањето. Еве, тие функционираат и во Европа. Зошто да не функционираат за другите во Македонија? Да, задругарското е болна тема која што ја мислам дека од транзицијата, значи зборам од осамостојување на Македонија, за другите се влезени како концепти, се промовираат и морам да признам дека па можеби над 50 на милиони евра се алоцирани од грантовски пари само за задругарството. И сега да се навратам на почетокот што ти напоменав. Или ќе бидеш земјоделец и ќе одлучиш да бидеш земјоделец, или ќе работиш во земјоделството, или нема да работиш во земјоделството. Не го зборам ова брутално сега како некоја правилно или наредба. Него сакам да кажам дека ако веќе пристапуваш како бизнис, како секој друг бизнис, ти моделот твој на тоа како ќе се организираш го адаптираш на пазарот. Да. Ако е пазар, каде што имаме усетното земјоделско производство, а имаме силни дистрибутери и откупувачи, кои што нели стално се жалат дека ја зимаат маржата, тогаш единствен начин како мал земјоделец, како можеш ти да се прилагодиш на пазарот, односно постојат неколку начини. Или да се здружиш, зашто? За да можеш да го шеруваш, односно да го распределуваш и трошокот, но и да полесно да дојдеш до пазарот. Да си ја правиш позицијата. Така. Тоа е една работа. Второ, некои работи што се премногу скапи, да можеш да ги купиш како здружено, а при тоа да ги делиш, например, комбайн. Зашто да не се купи, а да го споделуваат други? Нема зашто да не. А ако се одлучиш веќе да идеш сам, тогаш одлучи се за модел кој што е адаптиран на твојата големина, на твојата технолошка способност и најди некој ниш, најди некој бутик модел. Значи негде каде што ти можеш да се специализираш, да оправдаш повисока цена и да обезбедиш твоја одржливост. Така. Тука мислам дека и државата, тука ние малку државата, тоа е па, ја тоа викам, грешката, односно проблемот 50-50%, вистината е во средина. 50% е кај земјоделецот да свати дека треба да се здружи. 50% кај државата да свати еднаш да направи што е соодветен национален макромодел за македонското земјоделство. Што ќе поддржуваме? Да. Како ќе го поддржуваме тоа? И Мислам дека делумно, ајде ти кажа за некој неуспех, јас не би рекла дека има неуспех. Мислам дека здруженијата кои што работат во земјоделие и рурален развој се благодарност на нив нешто обстојува, зашто инаку па нели ќе немавме ништо. Имаш право да го кажуваш тоа затоа што и ти работиш на такви проекти Така. И можеш сами себе можеме да си бидеме критични и треба секогаш. Меѓутоа, например, мислам дека дел од неуспехот е затоа што ние секогаш сакаме да препишеме или, например, земаме некој пример од странство, па викаме дека тука ќе функционира. Додека можеби во рете мора да се финансира руралниот развој, ама треба да најдеме кој модел за нашата публика функционира, за нашиот човек. Има сега барем алатки колку сакаш да испиташ мислење, да видиш зошто се селат тие млади. Може причината зашто тој во Германија се сели, зашто тој во Македонија се сели е различна. Гледај, политичка економија секогаш ќе има, посебно во земјоделие. Зашто? Затоа што е многу голем електорат. И е храна. Да, политичка економија мора да има, но мора да имаме и реална, значи економија. За да државата треба да размисли исто како предприемачот. Колку јас вложувам и колку мене ќе ми се врати, со тоа што она размислува во една погабаритна, значи по агрегатна, во една поагрегатна агрегатна форма. Но оно што ми е многу битно е исто така, нели често има дебати, субвенциите се социјална мерка, ние само го државаме и така натаму. Видете. Нормално е субвенцијата да биде социјална мерка. Зашто? По традиција земјоделецот зависи од екстерни услови. Пред се,
субвенцијата. Таа по дефиниција во Америка не се користи subsidies, така се користи термин direct income support. Што значи? Директна поддршка на доходот на фармерот. Да. Тоа е многу битна дефиниција. Субвенцијата, иницијално кога е креирана за да се осигура државата дека наредна година ќе има луѓе да произведат храна. Значи, таа по природа е социјална. Ме разбирате? Ова прв пат од тебе го имам слушнато како концепт пред неколку години и многу ми се допаѓа како објаснување. Така да не треба ни да се користи за политика, ниту пак како контраполитичка ова леле толку за субвенции. Таа мора да постои. Но колку се става во субвенции и како субвенциите се дистрибуираат е веќе знак прашање и тука може да дебатираме. Моje лично мислење, ако ние сакаме да направиме ниш национален модел, ако ние сакаме да направиме одржлив национален модел, ние треба да се фокусираме на поголема додадена вредност, значи продукција со поголема додадена вредност, за истата да постигнеме мора да имаме модернизација, поголемо образование, враќање на младите. Тоа вака сега звучи такстативно многу едноставно, но многу е битно таа рамка да се постави. Да. По полека ја ги гледам младиве, не по иницијативи во земја, и по иницијативи во земјоделството, но и во другите индустрии. Младите веќе брзо препознаваат сигнали, дали од државата, дали од невладиниот сектор. Веќе се доста агилни. Да. И една работа што заборев да напоменам, зашто оваа ситуација, како подобро земјоделие, мислам малку и воспитувањето. Воспитувањето и на урбаното население, како децата ги воспитуваат, децата мора да знаат од каде им доаѓа храната. И мислам дека тоа е сериозно прашање кое што малку се збори на таа тема. Исто се сложувам. И децата многу природно, затоа што сега сум почесто околу деца, многу природно сакаат да бидат во земја, да видат како нешто расте. Дури во една ситуација Илин од нигде никаде ми рече дека сакал да сади, односно да си направиме едно да си садиме, дали никаде учеле во градинка. Мислам дека ако им се одржи на младите она што е природен порив кај децата, дека по друга ствар навистина ќе гледаме. И тоа е многу лесно и на земјоделецот, и на агрономот како експерт, и на оние кои што работат околу земјоделството за да го поттикнат, така што мислам дека треба дефинитивно, како и за многу други професии кои што се екстремно важни, докторите, наставниците, земјоделците, кои што кај нас не ги почитуваме доволно, треба да ги ставиме на едно повисоко равниште, не се само парите, мора и да јадеме. И една мала дигресија и можеби анегдота, пред известно време бев на посета на моја тетка во Струмица, и разговарам со моите двајца внуци, значи убави момци, високи, интелигентни, сите предиспозиции за еден човек да стварно прогресира во животот и да нешто создаде. И вака разговараме, при тоа некам критички да испадне дека го зборам. Едниот е страшно добар фудбалер и пробува да нешто направи во тој дел. Другиот го прашувам, е така солидно дете, така бар така ја го перцепирам. Го прашувам кај се гледаш. Јас сакам да идам во волците. Значи да станам професионален војник. И сега не велам, значи професионален војник и јас се воодушевувам на тие луѓе и треба да ги имаме и треба и повеќе да ги почитуваме. Но си велам у себе, фамилија сосема солидна земјоделска фамилија, со добар капитал, стартен капитал, со одлично познавање, родителите му го познаваат земјоделието одлично и он го познава, он не може да не го познава, он се раѓа со тоа, го гледа, има интуиција за тоа. Он само што ќе го погледне растениото разбира. И сега си велам, види какви сигнали ние праќаме на младата генерација. Ја не велам, ја ќе го поддржам во било што. Но замисли едно такво дете да влезе во земјоделие и таа интелигенција ја спои со земјоделската струка. Па не Елон Маск, ја мислам нема граници тоа. И тука ми е жал, мене ми е највеќе жал кај младите што некако
треба малку да гледаат надворот, да знаат дека од она што го гледаат да си дадат бар уште 10-15 метри нанапред кон визијата што во нивниот живот. А ако тргнат напред, ќе стигнат до нива. Да. Многу ми се допаѓа ова како порака за младите што ја праќаме на крај и за тие што не слушаат, не само младите, примерот Се што го надевам нема да дававме ми се наљутат. Се препознаа. Неколку пати што го дававме во текот на разговорот за луѓе кои што мина по возрастни години и одлучиле додека се уште активни да одгледуваат нешто, така што мислам дека баш ова убав разговор и се надевам дека после ова ќе почнеме различно да гледаме на тоа како изгледа човек што е земјоделец или што се бави со земјоделство. Фала што ни дојде. Благодарам Јована поканата.